Не седете мрзливи пред компјутерите, туку создавајте уметност. Ова на своите врсници им го порачаа Матеја, Мартина, Анастасија, Неда и Лука. Тие се членови на групата Млади уметници. Сите се влюбеници во сликарството, но за најавноста да ги прикажат своите дела, ова лето се зафатиле со организирање изложба. Биле во Центарот за култура Илјо Антески Смок во Тетово, каде им дозволиле да ја одржат изложбата. Потоа ги известија медиумите и ги поканиле сите што сакаат да се запознаат со нивното уметничко изразување. Ние, ова група, живееме заедно во едно мало, учиме заедно во училиште и бидејќи ни беше многу досадно, ние решивме да направиме една изложба, се договоривме и почнавме да цртаме, се разбира. Потоа дојдовме тука да прашаме дали ќе ни дозволат да ја правиме изложбата. Тие ни дозволија и еве сме сега со нашите цртежи. Мене ме инспирираше да нацртам секојдневието, околината околу мене и да не бидем едноставно како нашите врсници, да ги инспирираме и другите луѓе. Иако сме деца, ние никогаш не изгубивме надежда во нас и се трудевме да успеем сета ова изложба и со труд се надевам дека и ова нашата прва година ќе успешна ќе бидем и се надевам дека нашиот труд ќе биде доволен за да ги покажем нашите емоции кон луѓето. Делата што се изложени ќе се продават и парите од делата ќе одат во хуманитарни цели. Не можат да разберат зошто на некои деца им ја здодевно за време на летниот распуст, зошто сметаат дека има различни начини да се помине времето корисно и креативно. Јас највеќе цртам во слободното време. И тоа ми е како занимација, наместо да играм на компјутер и да се досадувам, туку си цртам. Ние се дружиме уште од мали години и цртаме. Сите сакаме да цртаме. И многу се сложувавме и одлучивме да направиме изложба. Што им порачувате на вашите врсници? Им порачуваме да не бидат многу занесени во компјутерските игри, туку да не мислат дека нема ништо друго што да прават, пошто има многу други работи, би им препорачала и тие да почнат да цртат, бидејќи е голема занимација. Овде јас имам разни дела, животни, природа, шарени листови, секакви. Која порака сакаш ти да ја испратиш со оваа изложба? Сакам да ја изведам да не седат многу на децата на компјутер, туку еве како нас да им текне и да направат една ваква изложба. Има ли во градов многу врсници, деца како тебе, што сакаат да се занимаваат со уметност? Или повеќе сакаат да си седат мрзливи? Повеќе сакаат да се седат мрзливи на компјутер, а помал број сакаат да се занимаваат со уметност. А има ли простор каде може вие да творите, да цртате? Или сами си се организирате? Сами си се организираме. Каде цртате најчесто? Најчесто цртаме во дворови, таму ги цртаме сите наши дела што се овде на паноата. На изложбата дојде и градоначалничката на Тетово Теута Арифи. Пред да ги разгледа изложените дела, раскажа за несекојдневното искуство, кога овие млади таленти дошле во нејзиниот кабинет за да ја поканат на настанот. Пред неколку дена, моите асистенти ми кажаа дека има 4 деца кои чекаат пред врата и дека чекале половина час или повеќе и дека сакаат да ме видат. Така да реков, ќе ги примеме, завршивме со некои обврски. И тие ми рекоа дека дошле со една покана. Поканата беше напишана со рака и дека има една изложба. Ваква беше покана. Така да реков, изложбата кој ја организира, тие ми рекоа ние. Цртежите кои ги направил, ми рекоа ние. И реков, од нас што се очекува, нешто да правиме и ние, рече не само да дојдете. И им реков на моите соработници, значи ова е една од неделните обврски каде што
мора да се оди. Значи, и тука со големо задоволство сакам да ви се заблагодарам за фактот и за тоа што сте направиле како ваша иницијатива, додека секако не знаев ни од која школа, ни ги знаев ни деталите, но реков дека ќе одам и рекоа колку часот е. Ние како општина, значи, би сакале да најдеме начин, секако во соработка со нашите сектори, да ви помогнеме и да ве поддржиме и понатаму, значи, во овие активности. За ваквата организација на изложбата не знаеле ниту нивните родители. Се изненадиле кога слушнале дека добар прием ги пречекал онаму каде што побарале поддршка за настанот, иако се само деца. Наискрено да кажам, како се организирале, сигурно и другите од мајкеве да дојдат, нема да знаа како се организирале, бидејќи ние не смо дел од тимот и не знаеме за организацијава апсолутно ништо. Како што сте вие изненадени, како што се изненадени и другите посетители на оваа изложба, исто и ние, родителите, бевме изненадени до пред некој ден за целата нивна организација. Што сте правеле? Па во меѓувреме, додека ги цртале цртежите, додека си работеле они нивни лични креативни работилници по двор, по дома, кој како. Биле најпрво кажаја дека биле во телевизија Менада да ве информираа вас најпрво, биле кај градоначалничката Теута да ја кажат за настанот, да ја поканат, исто со таква рачно напишана покана, и биле во културниот дом на самото место да закажат за изложбата што сега веќе ја има. Тоа знаеме, тоа ни го кажаја, ама ни го кажаја веќе изработеното, испланираното. И секаде наишле на добар прием. Секаде наишле на добар прием. Иако се деца. Благодарение до свите, навистина наишле на добар прием. Ваквите млади таленти со сигурност заслужуваат внимание. Потребна им е поддршка од сите што можат да придонесат за развој на нивното творештво. Тие се инспирација не само за нивните врсници, туку веројатно за секој од нас.